Гласањето се уште траеше, а движењето Бојкотирам веќе се подготвуваше за собир пред собранието. Бојкотирачите прво се обезбедија со храна. Кампот наспроти собранието се претвори во голема менза. Гравчето е производ македонски и традиционално јадење. Пораката е трпезата да биде трпеза на љубовта, не на раздор. На странските телевизиски екипи веќе им раскажуваа дека нивната бойкот опција преовладала на референдумот. Не сакаа ниту да слушнат дека најголем дел од тие што гласале заокружиле за. Што ако повеќето гласачи гласале за? Апсолутно не е тоа маргинално и небитно. Не поставувајте нерелевантни прашања. Некои бојкотирачи делеа Давидови звезди, символ со кој биле означувани евреите во Втората светска војна. Овие ливчиња представуваат фашизмот на Европа. Ние сме македонци кои сме мирољубив народ. Никогаш не сме биле фашисти. Кога дојдеа поддржувачите на левица, собирот се претвори и во анти-НАТО протест. Иако многумина бојкотирачи рекоа дека се за членство на земјава во НАТО и Европската Унија, но без промена на името. Други не беа толку сигурни во европската перспектива на земјава. Каква е перспективата на Македонија сега? Перспективата? Никој не може да знае каква е перспективата. Не знам како ќе бидеме префатени од Европската заедница. Многу луѓе дојдоа тука, знаете и самите, нели, сите држави поддршка на оваа влада. Ова сега мислам дека ќе предизвика бурни реакции секаде. На оваа жена важно и било да бојкотира и да си го зачува името на државата и рече дека е против членство во НАТО и ЕУ. Мојот прадедо Арсени Јовков, тој бил прв журналист кој што пишувал весник на македонски јазик, а ја како негова правнука сум бездомничка. Па така еден апел да ми се помогна. Пријатно. Пропаднатиот референдум, како што го нарекоа, го славеа и на истакнатите од кампањата Бојкотирам. Лидерот на Единствена Македонија Јанко Бачев, Филип Петровски, како и председателката на Глас за Македонија Солза Грчева. Која е перспективата на Македонија после референдумот? Истата како и пред референдумот, затоа што каква ни беше претходно? Со Европска унија лагата е голема. Значи нашиот пат кон Европска унија ќе биде многу долг и нема да зависи од прекрстување на државата, туку од реформите. Тодор Петров од Светскиот македонски конгрес не го признава резултатот од референдумот, бидејќи бил фалсификат. Но неговите ставови не успеавме докрај да ги слушнеме, поради негови недоразбирања со членови на така нареченото христијанско братство. Одлуката на референдумот е задолжителна. Пратениците се должни таа одлука да ја почитуваат, бидејќи таа е непроменлива и трајна и задолжителна. Овие патриоти не направи радикална организација, така или не? Или се пушти против нас, По 3 часа заврши прославата на Бојкотирам, но оние најупорните останаа да слават во кампот кој наспроти собранието е поставен веќе со месеци.